Со 173.000 евра инвестиција од владата и општината, Штип ќе добие Центар за рехабилитација на деца со аутизам, објави попладнево во Штип заменик министерот за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Вилковски. И ова е, мора да кажам вака, чекор понапред од сите други и општини, меѓутоа и тоа што сме правили до сега како систем во државата, бидејќи пак ќе кажам дека родителите навистина знаат што е најдобро за нивните дечиња, односно за членовите на семејството, каде што треба да бидат и изгрижени, меѓутоа и да бидеме како систем на државата да понудиме подобра и поквалитетна поддршка за самите дечиња и секако се договоривме како заклучок од самиот состанок е дека идните програми кои што ќе се изработуваат ќе значат поддршка за токму за овие лица, односно дечиња, да бидат заеднички разговарани и разгледувани, односно да бидат адаптирани по современи европски светски теркови, каде што навистина ќе имаме за многу брзо време од воспоставување на тие програми и напредок кај самите лица, односно дечиња. Што значи ова за општината? Одвоените средства со одлука на влада за изградба на дневен центар за рехабилитација на територија на општина Штип. Одвоени се нешто повеќе од 10 милиони денари, дополнително со 15% кофинансирање од страна на општина Штип за изградба на еден ваков објект во кој што услуга ќе добиваат лица со попречености, но најбитно од се е она кое што го комуницираме денес. Верувајте, овие, односно представниците, родителите кои што и представниците на родителите на лица со попречености ги презентираат секојдневните проблеми со кои што се соочуваат. Верувам дека доколку има заедничка согласност на сите чинители, дека ќе се полека но сигурно изнаоѓаат решение на проблемите со кои што тие се засегнати. Родителите на децата со аутизам вака го коментираат овој чекор на владата и општината. Како водител кој што веќе 20 години се бори за нешто вакво, многу значи, ќе значи за сите родители. Значи ова е почеток. Значи не можеме да очекуваме преку ног дека ќе биде се решено. Меѓутоа ова е прв пат и нашиот глас да е важен, затоа што претходно беше само не беше сервирано што планира државата, без нас да не паше, кои што сме крајни корисници и најдобро знаеме што треба за нас и нашите деца. Така што во овој случај се надевам дека ќе се постигне тоа што децата ќе добиваат рехабилитација, помалите деца и младинците, а најбитното е работната терапија.